Здраво на сите, јас сум читачот и добре дојдовте на уште едно видео посветено на добрата литература, на добри книги, добри романи во соработката со ЕУ за култура. Тие што ги следат редовно видеата што ги снимам за ЕУ за култура, знаат дека сите видеа се посветени на европската литература. Пример може да станува збор за конкретен роман и осврт, краток осврт за тој роман кој што го давам, или можеби за некоја литература како чешката литература и моите тројца омилени чешки писатели кои што го снимив пред некој месец, или пак за профил на одреден автор како што беше последното видео посветено на Ласло Краснахоркај и неговите најважни дела. Се трудам да ги читам класиците или современите класици на европската литература и сега тоа е многу широк поим, тоа е многу голем корпус на книги општо земено, затоа што во Европа има голема разноликост, разновидност на културите, на литературите. Меѓутоа има два начини кои што сметам дека ни помагаат и мене ми помагаат да останам во тек со современите текови, со современите новите гласови во европската литература, а не дека ги нема, има млади добри писатели. Еден начин е Европската награда за литература, која што се доделува, всушност се доделуваше се до оваа година со тоа што земјите од Европа беа поделени на 3 блока, со тоа што, да речеме, 10 земји имаат представници една година, па 10 другата година и така натаму, со тоа што секоја земја можеше да кандидира неколку романи на секои 3 години и едниот ја добива наградата. Од Македонија ја добија Петар Андоновски, Лидија Димковска, Гоце Смилевски и Ненад Јолдевски, мислам до сега. Меѓутоа од оваа година сменети се правилата и сега наградата ја добива во една година ја добива само еден автор од една земја. Мислам дека оваа година ја добија автор од Грузија, роман од Грузија, и има уште, ако не се лажам, 2 или 3 почесни или пофални места за други романи кои што заслужиле да бидат ставени малку во фокусот. Оваа награда, многу од овие дела и се преведени на македонски, можеме да следиме што се случува. Има сериозни, има добри автори меѓу тие што добиваат наградата и што се преведувани исто така на македонски. Друг начин за мене се книжевните фестивали. На Скопје нема недостасуваат фестивали, само во септември имаше неколку книжевни, еден поетски фестивал, барем јас вака што ги знам, Скопскиот поетски фестивал, друга приказна, Балкан проза, исто така Арт Ареа и меѓутоа еден фестивал во кој што имав привилегија да учествувам во некои разговори беше, кој што е исклучително поврзан со или посветен на европската литература, е Bookstart фестивалот во организација на издавачката куќа Антолов, кој што се случи по 8 пат оваа година. Сум присуствувал и на другите години. Доаѓаат на овој фестивал сериозни и локални автори, меѓутоа сериозни европски млади автори. Имав прилика да учествувам во 4 разговори оваа година. Заедно со Јордан Коцевски разговаравме со познатата исландска писателка која што пише трилер, крими романи Ирса Сигурдардотир. Разговарав исто заедно со Билјана Црвенковска, разговаравме со уште 6, всушност со уште 7 автори. Беше многу интересно и ми се допаѓа овој фестивал затоа што може човек да дојде таму, нели, како читателска публика, како обични читатели, можеме да дојдеме да слушнеме нешто интересно од тие автори, за нивните дела, може да ги купиме книги, да си купиме нивна книга, да добиеме посвета. Само за Ирса Сигурдардотир се чекаше повеќе од 2 часа, жената потпишуваше и пишуваше посвети. За ова видео нема да должам многу. Се запознав со повеќе писатели, меѓутоа направив кратко интервју со двајца писатели, со романскиот писател Богдан Александру Станеску и со хрватската писателка Кристина Гавран, кој што го има напишано Гитара од Палисандар, роман кој што мене ме воодушеви и е одличен. Им поставив неколку кратки прашања на обајцата. Пишете во коментар на ова видео кои се омилени нови автори од европската сцена и сега уживајте со ова кратко интервју со овие двајца одлични писатели. Ве поздравувам, чувајте се и се гледаме со наредното видео. Hi, I'm Bogdan Alexandru Stanescu and I'm the author of this novel, The Childhood of Kaspar Hauser, which you can read now in Macedonia. This is the story of a child growing up in the 80s during the last years of the Ceausescu regime, and then having his teenage years in the transition period of the 90s in the Romanian chaos, or as
our former president called it the original democracy. It's a novel about trauma, about how history can put its foot on you, and how family can be destructive as well. Zdravo, pozdrav svim makedonskim čitateljima. Moje ime je Kristina Gavran, ja sam spisateljica iz Hrvatske. Ovo je moja knjiga Gitara od Alessandra, prevedena je na makedonski, izdana by Antolog. Možete je čitati, pronaći u njihovim knjižarama. To je knjiga o 5 žena, 5 ženskih sudbina, o prirodi, o majčinstvu, o ženskim pravima. Ima puno magije, ima puno fantastike, ali nije SF. I tako, nadam se da ima i pomalo ženske mudrosti koju bih rado podijelila sa svima vama. I started writing about my own life, practicing a sort of auto-fiction, but now I'm away from that. I moved away, and I think that history is a canvas where you can find all the inspiration you need in the world. Inspiracija za moje knjige najčešće dolazi iz mog života, znači neki problemi s kojima se ja nosim, ali također i susreta sa drugim ljudima. Ja jako volim ljude, volim pričati sa ljudima, nisam jedan od onih pisaca koji je sam u svojoj sobi i ne znam, sramežljiv i tako dalje, nego volim puno postavljati pitanja i mislim da su ljudi hodajuće priče i samo ih treba zaustaviti i saznati njihovu priču. I'm not usually looking for action. I'm passionate about characters, about the building of a character. I'm passionate about style. I'm looking for novels that are difficult, by the way. You know, I don't go for that. You know, you can always hear it. It's a book that's very easy to read. Well, if I hear that, I will not read that book. Ja volim čitati knjige koje su suvremene i smještene u prošlost, ali volim knjige koje me na neki način promijene, koje mi ponude nekako novo viđenje svijeta. Ima jako puno stvari koje u svijetu ne razumijem ili sama mozgam, razmišljam o njima, ne mogu naći odgovor i onda knjige često pisci, pogotovo pisci koji su strani pisci, nekako gledaju na te probleme iz neke nove perspektive. I to je ono što ja tražim u knjigu. I think that European literature means, on one hand, heritage. You have the burden, and you have to be proud of also that you are the heir of Thomas Mann. You are the heir of James Joyce. You are the heir of Marcel Proust. This is what comes with the word European in my mind. So I think that our main purpose is to advance a little bit more and try to, you know, beat our ancestors. Dakle, Aleksandar pita što nudi europska literatura, a ja se prvo pitam što to uopće europska literatura je, što nam je ono zajedničko, što je zajedničko nekome ko piše u Amsterdamu i nekome ko piše u Hrvatskoj ili u Makedoniji. I nekad je teško sve to svesti na zajednički nazivnik. Čini mi se, na primjer, na našim ovim prostorima ima jako puno literature o ratu ili poslije rata, posljedice. Možda takvi isti problemi ne muče nekoga na Islandu. Zato su i ovakvi festivali kao Bookstar Festival jako bitni, jer onda razmjenjujemo te priče na koji način mi pišemo. A opet mi Europljani, ako se usporedimo sa, ne znam, Južnom Amerikom ili Azijom, imamo neku zajedničku kulturu. Ne znam kamo to sve ide, ja se samo nadam da europska literatura, ono što može ponuditi je mnoštvo glasa, mnoštvo perspektiva. Na sreću, ovo je prostor demokracije, svi glasovi su jednako vrijedni, jednako važni. I da, mislim da je to upravo ono što europska literatura treba nuditi, raznolikost, što više različitih priča. I'm a passionate reader of Ian McEwan. I enjoy reading Jonathan Coe, Ryu Murakami, what else? Petar Nadaš, Laszlo Krasnohorkai, Georgi Gospodinov. So, you know, also writers from around Romania, not only from England or France or, you name it, Germany. Najdraži pisci, izabrat ću nekoga koga sam jako voljela čitati u djetinjstvu, izabrat ću nekoga koga sam jako voljela čitati kao studentica
i jednog autora koji je na mene izvršio veliki utjecaj u odrasloj dobi. U djetinjstvu to je bio hrvatski autor Pavao Pavličić. I to čudno, ja sam čitala njegove knjige za odrasle još kao dijete i on je bio zapravo moj prvi neki ulaz u odraslu literaturu. Kao studentica najviše sam čitala Harukija Murakamija, mislim da je on tu bio veliki utjecaj na mene. A u odrasloj dobi Jasmina Reza, francuska spisateljica koja prvo sam je otkrila preko drama, znači ona brutalne dijaloge piše i tako dobro nalazi nekakvu srž likova. A kako se i sama bavim dramskim pismom, onda mi je ona zaista bila veliki uzor, ali i njen roman. Jednostavno nešto što nisam susrela nigdje drugdje. Tako da ova 3 autora su mi bila posebna.